Македонија бележи континуиран пат на населението. Околу 16.000 раѓања годишно, повеќе од 20.000 смртни случаи, илјадници луѓе минус, без да го броиме иселувањето. Фертилитетот е далеку под нивото за проста репродукција. Секое ново поколение е помалу бројно од претходното. И ова не е само наш предизвик. Светот старее. Европската унија забрзано. Но прашањето е кој губи повеќе и побрзо, а кој има план. Што превзема Македонија против демографската криза? Има ли се уште време за пресврт? Да си кажеме денеска на оваа тема со Јованка Брајовиќ-Григориевиќ, вршител на должноста шефица на Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите нации во Скопје, и Виктор Митевски, извршен директор на ЗМА, Издружение за истражување и анализи. Добре дојдовте во студиото на Телмо. Како се дефинира точката во која демографскиот пат преминува од тренд што може да се менаџира или контролира во структурна закана за државата и колку Македонија е блиску до таа точка? Тие процеси се многу комплексни, значи не можеме да кажеме една конкретна прецизна точка, од тука веќе имаме пресвртница и нема простора за назад, за нешто да се промени. Значи и намалувањето на населението, и зголемувањето на населението се процеси кои што зависат од бројни фактори. Во државата сведоци сме дека континуирано гледаме намалување на бројот на населението. Значи, ова не е состојба преку ноќ од пред 1-2-5 години, значи ние веќе повеќе од 30 години сме во еден таков процес, така што она што е битно е да се препознае моментот што се случува, кои се опциите кои што како држава ги имаме и како треба да ги насочиме напорите максимално да се искористи потенцијалот и на ресурсите со кои што располагаме во смисла на финансии, на инфраструктура, на капацитети, меѓутоа и во смисла на потенцијал кај населението, човечкиот капитал. Добро, ќе зборуваме за ова продолжение. Прашањето прво беше има ли мерливи индикатори кои покажуваат каде е точката од која една демографска криза може да се контролира, да се ублажува, да се насочува, да се моделира, до онаа точка во која што таа станува структурна закана за една држава, за системите во државата. Секогаш има простор за различни мерки, затоа не би се фокусирала и да кажеме дека има една точка. Значи точка како точка не, повеќе како свесност и следење на процесите во зависност од оно што ќе го преземете како мерки, во кој обем и во кој момент нормално се проектира и понатаму која траекторија, кој пат во која насока ќе се движат процесите. Добро, ајде да се обидам да го преформулирам прашањето за да еве и да го испровоцираме Митевски да се вклучи во разговорот. Ако демографската транзиција е глобален процес, рековме феномен со кој се соочуваат и многу побогати и помоќни држави од нашата, што ја прави разликата меѓу оние земји кои успешно се адаптираат или се соочуваат со демографските тенденции и оние што влегуваат во долгорочна стагнација и трпат сериозни штети или може да трпат сериозни последици? Мислам дека треба на предизвикот за демографските процеси и тоа што ни се случува денеска во светот, да го гледаме од малце по друг агол, односно да го смениме досегашниот пристап на реактивно градење на политики, од кога ќе видиме дека се случила некаква промена, па тогаш да градиме политики, напротив, да бидеме малку по-проактивни. Што значи тоа? Тоа значи дека демографијата веќе не е само мерки кои што се директно врзани за поттикнување на раѓањето, туку е една сеопфатна таа е наука која што е сеопфатна уште од кога е основана, ама од аспект на политики опфаќа многу поголема палета на мерки или активности кои што владите, системите може да ги преземаат. Значи, за да можеме да имаме или да поттикнеме поголемо раѓање, повисока стапка на фертилитет, ние треба да создадеме како општество услови. И сега оние земји кои што почнуваат или проактивно работат на овие политики, ги гледаме и на некој начин недостатоците, да речеме, од тоа што имаме намалени раѓања, намалени стапки на фертилитет, ги гледаат и во привлекување на луѓе, жители кои што ќе се доселат од други земји, како понуда на тој начин што ќе им дадат подобри услови за одгледување на деца, сигурно домување, зборуваме и на долг рок, квалитетно или активно старење, мерки кои што навистина може да го подобрат животот на една
индивидуа. И затоа демографијата е многу во денешно време е многу интересна, особено од аспект и на економски анализи, но истовремено и на планирање и дефинирање на соодветните мерки кои што треба една држава да ги презема. Во Скопје деновиве ќе се одржи голема конференција во организација, односно со поддршка на Фондот за население на Обединетите нации, и фокусот веќе не е само како да се запре падот, туку како државите да се прилагодат, да ги одржат економијата, социјалните системи и човечкиот потенцијал во услови на старење и намалување на населението. Дали со ова всушност светот признава дека битката е загубена на некој начин и дека мора да се прилагодиме на овие околности и да бараме како најдобро да функционираме во новото нормално? Конференцијата во Скопје е всушност втора во низата на меѓународни конференции од тој ранг на високо ниво, каде што во фокусот се точно демографските промени и не случајно токму во регионот на Источна Европа и Централна Азија. Првата беше во Софија пред 5 години, сега сме во Скопје 7-8 мај. Причината зошто баш тука, значи во глобални рамки, ако до пред известно време се зборуваше дека имаме премногу луѓе, дека глобалното население се зголемува, нели тоа посебно беше актуелно кога надминавме 8 милиарди, сакам да истакнам дека брзината со која што расте светското население успорува. Меѓутоа, гледано во глобални рамки, регионот на Европа и посебно Источна Европа и меѓу оние региони во светски рамки што најбрзо стареат. Сега, тој резултат е фактички поврзан со, јас би кажала, и со некои позитивни промени во тие општества. Например, подобрената здравствена грижа, исхрана, продолжувањето на животниот век. Гледаме дека во континуитет расте, значи луѓето живеат подолго и тоа е за поздрав. Меѓутоа имаме миграции, имаме зголемена мобилност, што исто така не значи по себе дека е нешто лошо, значи луѓето одат, учат нови вештини, нови знаења, можат понатаму да ги споделат, да се реплицираат кај нас. Токму затоа и фокусот на конференцијата е како државите од овој регион, зборуваме претежно Источна Европа и Централна Азија, меѓутоа ќе имаме гости од подалечни држави, имаме од гости најавен од Јапонија, од Виетнам, од западните европски држави и така натака, значи не само Источна Европа. На конференцијата како една платформа ќе поттикнеме разговор, диалог и споделување на искуства, како и кои мерки се носат и кои се опциите кои што државите ги имаат за оние состојби со кои што се соочуваат. Ако кај нас, например, зборуваме за намалување на населението, имаме држави од Централна Азија кои што пак имаат зголемен удел на млади лица во своето население. И тоа по себе носи можности, меѓутоа и предизвици треба соодветно да се планира за тие лица и работа, и квалитетно домување, образование и така натака. Секоја држава има специфичен микс на фактори кои што влијаат за конкретната состојба. Кај нас можеби овој регион сме традиционално регионот каде што луѓето доста уделена работа на печалбарство надвор, а 20 во најновиве, да кажам, последниве 15-20 години гледаме изголемено мигрирање и привремена работа и враќање. Ако порано било тенденцијата иселување, сега имаме и други феномени. Значи миксот на фактори е голем. Идејата е преку конференцијата и преку размена на искуства да се утврдат мерки, опции кои што се на располагање на државите за состојбите со кои што се соочуваат. Добро, да се фокусираме на предизвикот со кој се соочува Македонија. Така. Дали е тоа бројот на раѓања, намалениот број на раѓања во однос на бројот на смртни случаи во годината, или пак структурата на населението? Бројот на раѓања се намалува и тоа е факт. Структурата на населението е таква, гледаме дека постепено уделот на постари лица се зголемува. Значи, треба да планираме како да го активираме работоспособното население, кое што не е дел од пазарот на труд. Значи, еве како пример ќе кажам, од работоспособните жени во возраст кога би требало да работат, помалку од половина, некаде околу 42% само се вклучени во пазарот на труд. Треба да се запрашаме зошто имаме 58% жени кои што не работат. Или работат можеби во некој неформален сектор, или се грижат во домот за членови на семејство. Значи треба да се бараат
начини како тие и младите исто би Зошто е ги толку истакнало. голем процентот на жени кои се Е, наоѓаат тоа е голема повликува голема дискусија, можеби посебно би дошла и само за таа тема да дискутираме. Факторите се многу. Значи, она што е некоја очекувана улога од една жена во прво од детен или како расте во семејството и понатаму како се развива, значи многу суптилни и многу некои очекувани улоги на жените кои што се дел од општеството, од сваќањата, треба да работиме на наменување. Значи, треба да гледаме на жените како на еднаков чинител во општеството и како на еднаков, како да кажам, лице кој што еднакво ќе придонесува во општествениот развој. Едноставно, 50% ако се жени во светот, треба да бидеме и учествуваат во грижата само 42% од тие 50%, значи нешто не е во ред. Моментот кога ќе постигнеме еднаквост и вклучување, не е тоа придобивка само за жената или за жените како група, значи тоа е придобивка за целото општество. Може ли само да се надоврзам на ова? Значи, многу е важно да зборуваме и за, како што каже Јованка, дека ова е многу широка тема. Еве еден друг факт, бидејќи мислам дека треба да зборуваме и за позитивните примери. Без разлика на оваа бројка која што е поразителна и државата мора да преземе мерки, ќе зборуваме и подоцна и за тие мерки каде што државата може да всушност поттикне вклучување на жените во пазарот на трудот. Една статистика вели дека 63% од високо образованиот кадар во Македонија се жени. И сега, кога ние имаме позиција каде што жените имаат повисок степен на образование од мажите, а од друга страна тие се исклучени од пазарот на трудот, истовремено во јавниот дискурс ние слушаме дека имаме недостаток на работна сила, навистина е небулоза да зборуваме дека ние немаме доволно работоспособно население кое што може да придонесе. Е сега, може да замислите дека тоа е прилика некаде 20% од вкупното население кое што наместо да придонесува во сивата економија или пак воопшто да не придонесува со својата активност, да ги вклучиме во системот, односно да има додадена вредност на тоа што тие ќе го работат. Бенефитот нема да биде само, како што каже Јованка, на тие жени. Бенефит ќе биде на целото општество. А од аспект на тоа, што може државата да направи? Еве уште една поразителна бројка. Македонија и во последното истражување на Светската банка повторно е на дното, не само во регионот и во Европа, во покриеност на детска заштита. Значи, популарно кажано, градинки. Ние сме една од ретките земји каде што ние постојано зборуваме за детска заштита, а притоа многу малку, како процент од БДП, инвестираме во проширување на капацитетите. Како може да очекуваме една жена, која што е во незините најпродуктивни години, истовремено да биде и мајка, но системот да не ја овозможи услови за грижа на незиното или детето на семејството и на таткото е секако детето, и тоа е нешто за кое што можеби и треба да зборуваме. Мајчинството не е ексклузивно, растењето на децата не е ексклузивно само на жените, треба и секако и татковците да бидат дел од тие процеси, но како би очекувале таа жена брзо да се врати на пазарот на трудот ако системот не ја овозможи чување на тие деца во соодветни институции. Порано сме живееле во заедници, бабите и дедовците биле слободни и можеле да помогнат на сите семејства. Денеска заради миграцијата, заради внатрешните миграции во нашата земја, голем дел од младите брачни парови не имаат можност да се ослонат на нивните родители. И затоа треба да бидеме свесни дека ова е еден неискористен потенцијал кој што може да донесе не само економски, туку и општествен бенефит на целата држава. Ајде уште малку околу наталитетот, јас пак ќе се навратам. Да. Иако прво не знам каков е трендот во Европската унија, на пример, рековме дека голем број земји членки на Европската унија се соочуваат со сериозна демографска криза, Европа старее забрзано. Дали поголемиот број земји членки на Европската унија кои имаат ваков предизвик го менуваат фокусот од стимулирање на наталитетот кон управување со последиците? Тоа е првото прашање. И дополнително, во Македонија е на власт конзервативна демохристијанска влада и самиот покровител на конференцијата што ќе се одржи во четврток и петок, премиерот Христијан Мицковски неодамна изјави дека
раѓањето деца е врвен патриотски чин и дека многудетното семејство е столбот на една стабилна и потоа развиена, на секоја стабилна и развиена држава. И од тука прашувам колку ова политика на управување со последиците наместо стимулирање на наталитетот е во линија со демографската стратегија што ја подготвува Македонија. Значи, дали Македонија треба да се откаже од политиката за стимулација на наталитетот поради тоа што немаме доволно градинки и недоволно одвојуваме од бруто домашниот производ за инвестирање во нови капацитети и затоа што имаме голем број фалинки во политиките за заштита на децата. Ајде, јас ќе почнам, па Виктор ќе ме надополни. Значи вака, дали ќе имате дете, тоа е една многу лична одлука. Лично прашање, лична одлука и на жената како поединец и на паровите. Значи, во светот имало примери кога одредени влади и структури поддржувале еден или друг пристап, било кон зголемување, било кон намалување. Меѓутоа, факт е дека тоа на крајот на денот останува како личен избор. И личниот избор треба да се почитува. Она што, ајде прво за Европа, значи во Европа гледаме дека населението старе, наталитетот опаѓа, далеку под посакуваниот 2,1 дете по жена за да се добие природна репродукција на населението, проста репродукција. Меѓутоа, ние одиме исто надолу, не сме на тие вредности, меѓутоа, реков 30 години наназад, веќе гледаме дека сме под 2,1. Она што државите треба да го направат, значи да се даде поддршка за лицата да го реализираат посакуваниот фертилитет. Што мислам по тоа? Правевме минатата година глобален извештај тематски токму со фокусот на кризата на фертилитетот. Што стои зад така наречената криза на фертилитетот? Зборувам за во глобални рамки, ние не сме исклучок, сме дел од тој процес и од тие наоди. Значи, од европските држави беа опфатени Шведска и Италија. Значи, држави кои што имаат развиена економија, кои што ги сметаме како некаков пример. Меѓутоа, и таму прашани лицата над 50 години, дали имате толку деца колку што сакавте да имате во животот, значи пост репродуктивниот период, најчесто имаат едно или немаат деца, ретко кои две, а кажуваат дека сакале да имаат две или повеќе. Потоа навлегуваме во причините. Зошто? Зошто не се изреализирала таа нивна репродуктивна намера, да кажеме. Како клучни фактори се сигурната работа, домувањето, дури меѓу трето, четврто високо котира и животната средина, дали ќе имам дете и ќе расте во здрава животна средина или ќе има ризици за пестициди, храна, нели пристап до здравствена грижа исто така. Значи факторите се многу, затоа одредени напори да се стимулира раѓањето, значи дали е поддршка за инвитро и на тоа, значи треба да се додека е тоа избор на жената на парот, значи останува можност која што и државата ја нуди. Дали некој ќе ја прифати или нема да ја прифати, на крајот на денот е приватна лична одлука. Затоа, значи, би кажала дека мерки се носат, било кон од разни влади, било кон зголемување или кон ограничување на фертилитетот, меѓутоа крајниот избор е избор на поединецот. И тоа треба да се почитува. А државата, гледајќи целата слика, значи треба да обезбеди услови. Рековме за вработување на лицата кои што не се активни на пазарот на труд, за начини за менаџирање или на некој начин надокнада за тоа што е неплатена грижа во домот. Дали е за родител, дали е за дете кое што има хронична потреба, дополнителна грижа, постари лица. Значи, тие механизми треба да се постават. Треба да се постават исто така и можности за флексибилна работа таму каде што е можно. Значи, работодавачите и самите ќе имаат корист доколку како работодавач се гледаат како некој што е посакуван, да сака работникот да остане да работи во таа средина. Значи, факторите се буквално во секој сектор. Може ли да ми посочите успешен пример на земја од Европската Унија која успешно го менаџира или се справува со демографската криза или со последиците? Не можам да кажам дека некој постигнал да дојде над 2,1. Значи, гледаме примери, например, Словенија еве конкретно, од нашиот регион, гледаме дека забрзано овозможува школување за млади од овој регион.
на нивните универзитети. Значи се нудат разни поволности. Секоја држава согласно контекстот со кој што се соочува, гради мерки кои што смета дека се најсоодветни за тоа дадено подречје и тој даден контекст и состојба. Нема универзално решение. Меѓутоа решението е во насока на квалитетна здравствена грижа, квалитетна значи економски развој, работа, стабилна и сигурна работа, економска, значи независност, да кажам, и услови за тоа семејство да може да живее и да сака да остане. Ниту една мирка што е насочена кон зголемување на наталитетот не може да го побие, да кажам, ефектот, негативниот ефект на миграциите, негативниот сега. Ако гледаме како држава и гледаме дека не се намалува населението, нели, инаку тој што решил да замине, оди за нешто подобро, така што тоа е систем на врзани садови, би рекла. Значи, мора да се действува на повеќе сфери и токму тоа и во документот во стратегијата што е во завршна фаза на изработка, така и се третира. Значи, како да За која стратегија зборувате? Зборувам за документ на кој што работи државата и кој што е во финална фаза, стратегија за демографска отпорност за следните 10 години согласно националната стратегија за развој која што е вклучени се како фонд подолгорочна. Дали сте вклучени во изработката на таа стратегија? Да, вклучени сме во изработката и тимот експерти беше исто така ставен на располагање заедно со националните партнери да работат на дефинирање на Тоа сакам да прашам. Дали во таа стратегија преовладува концептот ќе го стимулираме наталитетот или преовладува концептот ќе се прилагодуваме на новата реалност, отпорност и одржливост наместо загриженост? Па повеќе би рекла вториот пристап, секако има и мерки кои што се насочуваат кон унапредување на здравствената грижа и одговор на потребите на лицата. Зборувам општо здравствено, не само за репродуктивните функции и потреби. И исто така се гледа и на миграцијата како на еден недопрен потенцијал. Тоа сакам исто да го истакнам, како што зборевме за жените, значи втора група на лица со кои што посебно се предвидуваат мерки е како да се искористи потенцијалот на лицата кои што веќе работат надвор, кои што веќе се докажани во одредени области, тоа знаење да се пренесе кај нас на било кој можен начин како може да придонесат кон државата. Зборуваме за концептот да ги вратиме нашите што се во странство и што се успешни? Значи, дали некој ќе се врати или не, и тоа е многу лична одлука, ама дали ќе сака да придонесе од далечина или да доаѓа и да учествува, и тоа е исто така личен избор. Значи, опции има и за едното и за другото, и сакам Дали при тоа се размислува и за увоз на миграција од други земји, од трети земји? Не концептот да ги вратиме нашите, односно да ги повикаме нашите ако сакаат по личен избор да се вратат дома, туку колку за Македонија во вакви околности, во какви што е, исправена со таков предизвик од демографски аспект, е решение увоз, односно нешто што го прави Франција, да речеме. Франција како да речем, успешно ја менаџира демографската криза во рамки на Европската Унија, во најголем број со прифаќање и адаптација на голем број мигранти од други земји. Вака не би се споредувале, мислам дека со Франција сме сосема различни во врска со концептите зборувам. Па и концептот, значи и прво и поимот увоз, значи не станува збор на стока на добра кои што нели потпаѓаат, и тука има право, станува збор за личен избор. Дали некој би сакал да дојде да работи во нашата држава. Ако ние се трудиме да бидеме добро место за живење, каде што сака секој да остане, значи државата е таа која што дефинира дали кога и каков тип на работник професионалец и треба или не и треба. Значи не би ги користела тие фрази како увоз. Дополнително кај Франција доселување, да. Значи, ама тоа е пак, значи никого не можете со сила да донесете, да го доселите. Тоа е прашање на избор и тоа е прашање на одлука на државата дали, како, кога. Моето прашање е дали во тие стратегии се разгледуваат различни сценарии, од доселување на луѓе од други земји во Македонија до концептот за обид да се вратат нашите кои живеат и кои се успешни и реализирани по, како што велите вие, личен избор, се стимулира наталитетот или да ни откриете што е суштината на таа стратегија? Тоа е прашањето. Така, значи, мерките кои што би се носеле би биле во насока на одговор на потребите на државата. Значи, државата одлучува дали има потреба и каков тип на, например, работници од една
од еден домен или друг, или професионалци или академици. Значи тоа е одлука и прашање на државата. Не можам да кажам дека тоа е ставено на хартија и тоа е документ кој што се изработува и кој што ќе биде јавно достапен за коментирање, во кој што се вклучени сите надлежни институции, министерства и агенции на значи ќе се финализира и ќе биде секако тоа предмет на јавна дискусија. Сакам да кажам дека, значи, повторно не станува збор за увоз или за доселување, значи тоа се прашања и на едната и на другата страна кои што треба да, нели, заеднички државата одлучува дали треба и што и треба, и секако тој што сака, ако сме ние добра држава за живење, ти си тој што ги диктираш, нели, условите, што ти треба и како ќе се справуваш со интересот потенцијален кај некој да дојде и да живее тука. Да, на почетокот кога го поставивте прашањето, зборувавте за тоа каква политичка гарнитура е во моментов на власт. Многу е важно да напоменеме и да нагласиме дека демографската политика, демографската стратегија е национален приоритет и не треба да биде обоена дали е лева, десна, центар. Демографската политика треба да биде политика на едно општество. Имавме низ годините назад мерки од типот стимулација за прво дете, второ дете, трето дете. Имавме стимулација ефтини станови за нови брачни двојки. Во тој контекст прашувам колку беше доследно спроведувано во текот на годините кога се менуваа владите во Македонија и затоа прашувам дали ни недостига една убава национална демографска стратегија и што предвидува таа. Значи, потребата за нејзино донесување е токму ова. Нас ни е потребен еден заеднички национален документ кој што јасно ќе постави рамката каде оди и што сака да прави нашата држава. Политиките од аспект кој што стимулираат директно наталитет, ако не вродат со домино ефект во останатите области, тогаш нето ефектот е негативен. Зошто? Затоа што тие деца ќе се родат во земјата, ние ќе ги водиме како статистика зголемен наталитет, кога ќе дојде време тие деца да влезат дали во училиште, дали на повисоко како што им се случи на многу поразвиени земји од Македонија. Ние ќе ги изгубиме тие деца. Односно ние сме вложиле ресурси, а при тоа тие ресурси отишле таму каде што ние немаме бенефит. И затоа треба да ја гледаме оваа слика како целосна. Значи прво државата треба да обезбеди услови тие млади парови да бидат поттикнати да создадат семејство, да имаат сигурни работни места. Не зборуваме државата да ги вработи, туку да создаде економија, услови каде што секој еден кој што се родил тука ќе сака и да создава тука. Вие не можете да се промовирате како атрактивна земја за луѓе однадвор да дојдат да живеат кај вас, ако вие не создавате соодветни и добри услови вашите луѓе да живеат во вашата земја. Зошто е добар примерот на Словенија? Словенија стратешки рекла дека сака да привлече работна сила на тој начин што ќе вложува на овој начин. Ќе привлекува млади, квалитетни кадри од регионот, кој што е близо културолошки, менталитет, историски, како сакате речено. И ја гради таа приказна. Затоа е многу важно и Македонија да си го најде местото. Јас верувам и убеден сум дека демографската стратегијата за демографија конечно ќе ни даде таков курс. Да знаеме точно што сакаме да постигнеме на долг рок. Затоа што демографските политики треба да се носат денес, но ефектот од демографските политики ќе ги осетиме 10, 15, 20 години од денес. Дали вие како ЗМА или вие како Канцеларија на Фондот за население и Обединетите нации имате детектирано кои се најкритичните точки во Македонија во вакви услови на демографски развој, односно негативен прираст, при тоа дополнете со значителен број на иселувања годишно. Дали е најкритична точка, да речеме, пензискиот систем, система за здравство, пазарот на труд и што на долг рок не очекува во таа насока ако не се преземат соодветни мерки? Нормално, значи, сите и пазарот на труд, и пензискиот систем, значи, има ризик одреден, меѓутоа, пак ќе се навратам како прв чекор, битно е да се препознае кои се слабите точки. Споминавме миграција зголемена, споминавме пад на наталитет, споминавме невработеност кај млади, јас би додала уште и ангажирање на работоспособно и витално население
кое што е, да речем, по дефиниција за во пензија, меѓутоа кое што се смета не секој се чувствува дека со наполнувањето или исполнувањето на условите за пензија дека треба да биде во пензија. Значи мора да се даде флексибилност во можноста тие лица, например, исто така да се вклучат, дали со скратено работно време, дали, значи секој чинител да се вклучи во пазарот на труд. Може би ова ќе отвори дебатата за зголемување на старосната граница за пензионирање. Не зборам за, значи едно е она што е задолжително според закон и која е границата. Јас зборувам повеќе во насока на некој што е во пензија или што е исполнил, а сака и понатаму да остане. Значи тоа го имавме кај одредени професори, профили, доктори, да, меѓутоа како мерка е нешто на кое што треба да се обрне внимание и да се даде простор. Миграцијата и ангажирање, значи од оној процес на губење на паметните на мозокот, brain drain, да го вратиме во насока на влечење на придобивки, искористување на потенцијалот и на знаењето на тие лица. Ако имате мерки со кои што им пристапувате, ги стимулирате, ги каните, јас верувам дека голем дел од нив ќе сакаат да се вклучат, нели? Меѓутоа ако како држава не нудиме можност, не пристапуваме, не ги бараме, помала или многу мала е шансата дека они само иницијативно ќе пристапат и ќе бараат начини. Јас ја разбирам вашата поента дека Македонија мора да стане подобро место за живење за да го намалиме, односно ублажиме овој предизвик. Меѓутоа генерално кога станува збор за демографска стратегија, ве прашувам што вие како стручњаци и експерти од темата им предлагате на нашите креатори на политики да вметнат во таа стратегија што би дало резултат по 10, 15, 20 години. Што е она што клучно мора да се преземе за освен сите напори генерално Македонија да стане пристојно место за живот за сите, па и за луѓето кои сакаат да се доселат тука или би сакале да се доселат, прво за нас тука кои сме родени, треба конкретни мерки, дали покрај се. Така. Значи, јас би се надоврзал, ова е од работата на Змај, ако треба да кажам три да издвојам, првата дефинитивно би била проширена детска заштита, значи згрижување, проширување на мрежата на детски градинки и поголем опфат, за да можеме да овозможиме не само соодветна грижа, туку и да овозможиме образовни политики да влезат во првите предучилишна возраст, за да имаме и поквалитетни резултати. Научно е докажано дека учениците кои што биле во предучилишна грижа и во предучилишно образование постигнуваат подобри резултати во формалното образование понатаму. Тоа ќе овозможи и поголема активација на жените на пазарот на трудот, а и ќе даде една поголема сигурност како општество. Тоа е првиот. Вториот е можеби е контрадикторно за Македонија, ама тоа е реалноста. Ние мораме да обезбедиме услови за активно старење. Ние исто сме една од земјите најдолу во Европа со број на кревети за згрижување на стари лица. Значи, ние мораме да обезбедиме и квалитетни услови за да можеме да имаме соодветно старење. Развивањето на оваа гранка економска не значи само грижа и згрижување на старите лица. Тоа значи и развивање на сосема нова индустрија, дејност која што ќе бара и соодветен кадар. Тоа значи дека ќе има и економски бенефит, особено за деловите каде што имаме поголем процент на старо население. И третото, бидејќи неколку пати ја спомнавме диаспората, мислам дека треба конечно да го смениме јавниот дискурс кон диаспората. Диаспората не треба да биде демистифицирана на тој начин дека ако не се враќаат, тие не се македонци, тие не се наши граѓани. Имаме успешни примери на земји, наши соседи, кои што дел од економскиот раст го базираат на искористување на потенцијалот на нивната диаспора. На крајот на денот, присуството на македонците низ светот треба да биде и позитивната приказна која што ја споделуваме со светот. Особено во ова време на глобализација не мора да бидат тука за да придонесуваат. Тие може да придонесат и ако стигнат до менаџерски позиции во одредени компании, мултинационални компании, да донесат бизнис, да донесат активности тука, да пренесат знаење, да отворат нови можности за младите. Не смееме да го заборавиме здравството. Значи, една од топ 5 причините зошто младите, мојата генерација се иселува е неквалитетното здравство. Од друга страна, гледаме дека и UNFPA и системот со заеднички сили успеа Македонија пред неколку години од лидер во смртност на доенчиња со соодветни процедури, обуки, јакнење на капацитети на системот, да ја донесе во лидер
по најмал број на смртност по денчиња, дури и подобро од одредени западноевропски земји. Не стасавте или веројатно не изумивте да спомнеме дека и корупцијата и партизираноста на државата се големи причинители за иселување на младите, меѓутоа немаме време веќе. Зборуваме за демографска стратегија. Владењето на правото на прво место. Да. Јованка, ве молам кусо 3 поенти затоа што мора да затвориме емисијата. Благодарам за поканата. Клучно е што ја препознаваме состојбата, дека ништо се случува, значи тоа е број 1 за било какво решение во било која состојба. Прво е да препознаеме каде сме, што се случува. За тоа не се потребни податоци. Значи, апел да се користат податоците кои што ги имаме, кои што ги продуцира Државен завод за статистика и другите надлежни чинители во статистичкиот систем, да се креираат политики базирани на докази, меѓутоа да се води сметка и за личниот избор и за човековите права. Ниту една мерка што би се донела или би се промовирала од било која страна, не треба да ги загрозува човековите права и правото на избор. Затоа што на крај ќе речеме пак сите мерки се џабе ако некој не сака да остане да живее во државата. Јованка Брајовиќ Григориевиќ и Виктор Митевски ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Да си кажеме. Благодарам за поканата. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Останете на Телма и имајте убав ден и довидување утре во истиот термин.